Почитувана македонска јавност, пред нас е предлогот кој што е доставен од премиерот за разрешување и избор на министри и заменици министри, конкретно за заменикот министар за информатичко општество, за кој што треба да дебатираме, да разговараме и да ги соочиме аргументите дали оваа влада има легитимитет пред граѓаните и дали оваа влада има капацитет да одговори на предизвиците кои што во моментов и стојат и предстојат пред Република Македонија, како на внатрешен, така и на меѓународен план. И веднаш на почетокот можам да кажам и да констатирам со сигурност дека оваа влада може да се нарече дека е влада на скандали или влада за реализирани скандали и несносење на никаква одговорност. Почитувани сограѓани, владата на СДСМ и ДУИ на Македонија деноное и го приреди најголемото понижување и срам на меѓународните финансиски пазари. Откажана е еврообразницата во износ од 600 милиони евра со причина која што е неразбирлива за финансискиот свет. Во исто време, владата на СДСМ и ДУИ им покажува на инвеститорите колку се несериозни и на тој начин го зголемува својот репутацијски ризик за сега, но и за воиднина. Ноторна лага е, почитувани граѓани, кои што ја шират пратениците од мнозинството дека ВМРО ДПМН ја кочи исплатата на платите на здравствените работници. Тоа е само заради нивната неспособност и неумење, односно незнаење. Целата ситуација околу еврообразницата може да се гледа од две страни. Првата, зошто министерот за правда не ги подпишал документите поради кои се откажа еврообразницата? Дали тој имал некакви информации дека парите ќе бидат злоупотребени или пак причината е лична одмазда заради неговото разрешување и неговата промена? Од друга страна, зошто владата дозволи да се издаде еврообразницата во период кога се спремале промени? Ова јасно покажува дека желбата за да се задржи власта е огромна, па дури и по цена да се уништи државата. Сега овдека разговарате за министри, за нивни заменици, нови коалициони партнери, ама без пари ја оставивте државата и во исто време ја уништивте иднината. Сега таа иднина е многу понеизвестна и ќе не чини многу поскапо. Ова се сериозни работи кои што ги работат аматери, непознавачи на проблематиката. И не е прв пат да се срамиме пред меѓународните финансиски институции. Еднаш кога вие пишувавте писма во кои велевте дека сме презадолжени, и денес кога навистина сме презадолжени и кога треба инвеститорите навистина и имаат да имаат поголема доверба во владата, вие повторно правите грешка што скапо ќе не чини, односно двојна, дупла штета на граѓаните и на стопанството во Република Македонија. Следното издавање на еврообразницата веќе е многу ризично, како од аспект на тоа дали ќе има интерес после ваквото промашување и доколку го има, која ќе биде цената која што ќе ја платиме, а секако ќе биде многу повисока отколку денес. Затоа што со ваквото однесување владата испрати сигнали за нестабилност, неизвестност, а тоа ќе резултира со повисоки каматни стапки. И она што е клучно, кој е говорен за сета оваа работа? Издавањето на обврзницата е премногу скапа работа за Македонија. Ангажирани беа 4, според нашите информации, 4 финансиски институции кои наплаќаат високи провизии. Провизиите ќе бидат наплатени, иако постапката не е завршена до крај. За повторување на истата постапка, повторно ќе плаќаме огромни предизвици. Дали е тоа целта? Немаме за лекови, ама ќе покриваме трошоци заради неодговорни и незрели политички одлуки. Кога сме скандалите кај оваа влада? Можам да набројам еден куп, но ќе спомнам само неколку. Трагедијата со модуларната болница во Тетово, трагедијата во Бугарија со автобуската несреќа во која што загинаа 45 наши сограѓани. Имате промашена даночна политика.
Имаме секојдневно бегства од затворите и смртни случаи. Тотален колапс во енергетскиот систем со секојдневни хаварии заради вашата неспособност. Заради вашата неспособност. Имаме уништен животен стандард со најголема инфлација во регионот. Двојна инфлација. Двоцифрена инфлација. Донесовте крахира меѓуетнички односи со исклучување на мнозинството. Македонците да одлучуваат за државата. 70% од владата, односно од министрите, не се македонци и не се застапени. Образованието без учебници, капиталните инвестиции и изградбата на автопатите и автопатишата, каде што велите дека имаме 1000 километри автопати, патишта и така натаму, и таму потврдивте, односно имате тотален хаос. Оваа влада, почитувани граѓани, успеа поради низината неспособност да го крахира системот на фондот за здравствено осигурување. Утринава, доаѓајќи на Скопје на работа, многумина наши сограѓани од Тиквешијата, од Кавадарци, од нашиот регион, ми се јавуваат да ми информираат дека при посетата на матичните лекари, на матичниот доктор, не може да му се пише терапија заради тоа што ги нема во евиденцијата, односно заради тоа што системот не функционира. И им кажуваат дека здравственото осигурување не му е платено, но и на тие фирми кои што редовно пуштаат плата. Проверете оваа информација, жално и срамно за Република Македонија. Кадровските решенија кои ни ги предлагаат за владиниот состав се резултат на Пазар 3 коалицијата, каде примарен интерес не е напредокот на државата, туку бизнис интересите и личните кадровски амбиции. Самите решенија кои се предлагаат укажуваат на тоа дека со владата управуваат ДУИ, односно Али Ахмети и Артан Груби, а Ковачевски е слуга на нивните интереси. Додека Али Ахмети и ДУИ ја топи и обезвреднува албанската опозиција, Ковачевски и СДС го плаќаат ваквиот висок план на Ахмети. Овој владин состав, почитувани граѓани, нема да донесе ниту реформи, ниту напредок, туку криминал, матни тендери и продолжување на кризата. СДСМ и Ковачевски стануваат малцински партнер во својата влада само затоа што за да им продолжат криминалот, тие ги гласаат се што ќе им дојде од ДУИ и од Али Ахмети. Дали оваа коалиција составуваат уцените? Дали се работи за уцена и која е природата на таа уцена? И дали цената е една убава куќево тарталиџе која таравари на поклон? Овдека одговорницата јавно ја повикуваме и антикорупцијската комисија да го испита овој случај, како се случило ова функционери да плаќаат куќа и квадрат за истата од 200 до 500 евра, а граѓаните за 1000 до 2000 евра. Затоа, почитуван премиер, кога ви велам дека оваа влада е влада на борба на кланови во СДСМ, тоа е борба за пари, тендери, профит и провизии, а континуитетот на ДУИ е континуитет на руинирање на правниот и економскиот систем на државата. Господине премиер, немате право да се лутите кога велиме дека Али Ахмети и Артан Груби ви ја составуваат владата, а ДУИ ќе управува со истата. Впрочем, во оваа ситуација не ја гледам логичноста да вашата функција како иден премиер на оваа влада која што ни ја предлагате. На крајот, пред да ви го честитам распадот на вашата политичка партија СДСМ, ви поставувам едно прашање за кое што сметам дека треба лично вие да одговорите. Дали е точна изјавата на колешката Сафие Садики, цитирам, дека македонската влада ја составувале луѓе од Косово и Албанија кога лани алтернатива влезе во владата? И дали за тој влез лобирале албанскиот премиер Еди Рама и член на семејството Јашари од Косово? Се надевам дека ќе ми одговорите. Во случај ако не одговорите, значи го прифаќате ова мое констатирање кое што се темели врз основа на колешката Сафие Садик. Благодарам.